Општина Кавадарци во соработка со бизнис секторот на иницијатива лична на градоначалникот на ПС ОНА Кавадарци заедно со Министерството за внатрешни работи доделува донација 2 Шкоди Рапид за потребите на полициска станица во интерес на јавната безбедност на граѓаните и на временото работење на полициска станица. Ова не е прва донација, ланста година дадовме интервентно возило Комбе, кое што многу доста се покажа како потреба за општина Кавадарци и показателите кои што денеска ги слушнавме, и ги слушаме како градоначалници и совет. Кавадарци оди во нагорна линија во делот на намалувањето на проблемите во јавна безбедност, јавниот ред и мир, во делот на криминалитетот и во делот на откриеност на кривични дела. Тоа е показател и мотивација и за мене како човек и пред се како граѓанин на општина Кавадарци, а и градоначалник, да имаме подобра соработка со полицијата, за тоа што сите граѓани и нормални луѓе се во делот на интерес на доброто и значителното живење во општината. Јас прво сакам да го изразам моето задоволство денеска што сме во работна посета на неколку полициски станици, полициски одделенија, канцеларии во овој регион и со посетата на полициската станица од општа надлежност во Кавадарци практично заокружуваме денеска една плодна, успешна работна агенда. Разговаравме со градоначалникот, со Советот за превенција, со колегите од полициската канцеларија во општина Градско. Разговаравме исто така со градоначалникот и со Советот на општина Демиркапија и денеска сме тука генерално за проблемите кои што се со безбедноста, за заедничко делување во превенирање на состојбите, за јакнењето на свеста, разговор со граѓаните, за партнерството помеѓу општините и македонската полиција, помеѓу граѓаните и македонската полиција, се со цел да ја подигнеме таа јавна свест дека безбедноста не е само Министерството за внатрешни работи, туку безбедноста сме сите ние. И колку појако, посилно ќе биде тоа партнерство помеѓу граѓаните и полицијата, толку ќе биде подобро за сите нас. Исто така колегите ме брифира и во делот на состојбите на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Велес, во кој што спаѓа и полициската станица во Кавадарци, за одбележување што криминалитетот бележи опаѓање за разлика од 2018 година. Тоа беше една од подобрите години во последните 5 години, меѓутоа 2019 имаме уште намалување на криминалитетот. Исто така имаме зголемување на ефикасноста во работењето, значи откривачката дејност. Сето тоа ни дава уште поголем мотив сите заедно да работиме стратешки кон унапредувањето на безбедноста и на намалувањето на криминалитетот, на нарушителите на јавниот ред и мир, посебно во делот на сообраќајот, значи сите тие сегменти бележат подобрување во работењето. Понатаму, за мене, како министер, е многу важно тоа партнерство помеѓу општините да биде силно и да биде видливо пред граѓаните. И токму заради тоа што сакам да се заблагодарам и на градоначалникот Митко Јанчев и на бизнис секторот од Кавадарци, кои што е втор пат донираат за Министерството за внатрешни работи, за полициската станица во Кавадарци. Тоа се 2 возила Шкода Рапид, кои што ќе се користат за секојдневното работење на полициската станица. Тоа е од исклучителна важност да имаме и поголема ефикасност, поголема видливост пред граѓаните во Кавадарци, поголема ефикасност во справување со одредени состојби кои што ги имаме. Сето тоа создава услови за подобро работење, меѓутоа и мотивација за полициските службеници. Така да остануваме посветени до крај, да го јакнеме партнерството помеѓу граѓаните и македонската полиција, остануваме посветени максимални напори да направиме македонската полиција да биде пријател со граѓаните, да биде нивен заштитник. Тоа е наша цел и навистина ме радуваат податоците кои што го докажуваат она што го работиме во изминатите години. Така, уште еднаш искажувам благодарност и очекувам дека таа наша соработка ќе продолжи во иднина. Извештаите кои што се однесуваат и од страна на народниот правобранител се однесуваат пред се на 2 категории, би рекол, на работења. Тоа е пред се на просториите за прифат и на просториите за детско представништво. Кога станува збор за полициската станица во Неготино, ние тоа го разговаравме сега пред малку,
Тоа е целосна неинформираност, заради тоа што веќе во полициската станица во Неготино пред некое време е пуштена во употреба нова канцеларија целосно опремена за детско престапништво и за тоа ќе се информира и Народниот правобранител, меѓутоа и меѓународните институции. Исто така, оваа година работиме многу на реконструкција на полициските објекти. До сега, еве, за неполни 2 години имаме околу 33 полициски објекти целосно реконструирани и продолжуваме и понатаму сега со реконструкција на тие објекти. Финансиски средства се обезбедени од буџетот на Министерството за внатрешни работи. Посебно работиме на сите простории кои што се укажување од Народниот правобранител да се подобрат условите, тоа се просториите за прифат и задржување на лица во полициските станици, и ова година ќе го затвориме целиот тој процес. Заедно со ОПСЕ работиме на еден проект кој што е сега во фаза на реализација, а тоа се однесува за пролиферацијата на оружјето, значи сите простори за чување на оружјето во полициските станици се реконструираат, се обновуваат со посебни мерки на заштита. Тоа е од исклучителна важност не само за граѓаните, туку пред се за полициските службеници кои што работат на терен, така да тој процес на вложување во опрема, во подобрување на услови за работа ќе продолжи понатаму во Министерството за внатрешни работи. Ние имавме состојба да имаме ВМРО-ДПМН како партија со едно криминално раководство кое што ја водеше Македонија во изминатите 12 години, која беа на власт, и тоа со криминално досие кое што беше видливо, јасно за граѓаните. Сега, кој е коментарот ако вие работите и се справувате против криминалот и корупцијата, за да излегувате дека тоа е заради некакви други причини. Јас сакам да упатам јавна порака и до политичките субјекти и до граѓаните. Криминалот не познава политички партии, криминалот не познава припадност на одредена националност, верска припадност и така натаму. Едноставно имате луѓе кои што се честни, одговорни, кои што се луѓе кои што ги почитуваат правните норми на државата и луѓе кои што тие норми ги прекршуваат, се занимаваат со криминал и така натаму, и ние мораме да отвориме една безпоштедна борба против криминалот и корупцијата во државата. Знаете, нормално е тоа, јас не сум сретнал досега и од мојата професија луѓе кога ќе ги фатите во вршење на кривично дело и кога треба да одговарат за тоа кривично дело, некој да излезе сами да признае да, јас тоа сум го направил. Секогаш правото на одбрана на оние кои што се осомничени е неприкосновено право. Меѓутоа, наша обврска и задача е да се бориме против криминалот и корупцијата. Имаме низа на случаи кои што значат справување со криминал и во рамките на институциите на системот на сегашни функционери. Ќе ви напоменам градоначалникот на општина Ново село. Ќе ви напоменам државниот секретар во Министерството за информатичко општество и администрација, советник во кабинетот на градоначалникот на општина Шуторизар и така. Значи, низа на луѓе кои што се занимавале со одредени нелегални активности, без разлика дали припаѓаат на партија од власт или опозиција, тие ќе мора да носат одговорност, и јас жестоко ќе се борам против секое криминално поведение во државата. Затоа често апелирам да на оваа битка што ја водиме со МВР се вклучат и јавното обвинителство и судството. Паралелно да работиме сите заедно кон заштита на интересите на граѓаните. Се она што ќе биде побарано од Министерството за внатрешни работи од страна на јавното обвинителство, надлежното јавно обвинителство, кое што вчера информираше дека е отворен случај, ние ќе бидеме тука за да можеме да ги обезбедиме сите материјални докази да се расчистат сите овие случаи. Тоа е добро да имаме отварање на било каков случај, не само од новинари, не само од институции, туку и од граѓаните, се со цел сите заедно да се вклучиме масовно во борбата против криминалот и корупцијата како една од најголемите болести, би рекол, на македонското општество, болесна која што ни ги уништува перспективите, ни ги уништува работните места, заради тоа што корупцијата е нешто со кое што нема напредок. Туку едноставно мора да се застане на патот на корупцијата без разлика од каде таа доаѓа, посебно на корупцијата од високите структури кои што се во власт, во поранешна власт или така натаму, во локална власт, секаде, заради тоа што
на тој начин се праќа јасна порака дека во државата одговорност мора да има за секој, без разлика дали се наоѓа на функција или е некој обичен граѓан.